во законот и дека во овој закон ќе мора да се интервенира со суштински амандмани. Предлог законот за лобирање е она што предвидува, односно целта е оживување на лобирањето, нешто кое што во изминатиот период, изминатите години оваа тема не беше многу актуелна, односно не е заживеана. Една од препораките на Греко во четвртиот круг на евалуација е да се воведат правила за односите на пратениците со лобисти и трети лица кои што настојуваат да влијаат на предложениот закон. Основна цел на предложениот закон е транспарентност на процеси на подготвување, донесување и изменување на јавни политики, односно програми, закони, подзаконски или други општи цели, односно целта на носење на овој закон е поефикасна превенција на корупцијата. И сето ова е добро до тука, меѓутоа каде е проблемот? Проблемот е во тоа што ова законско решение има многу недоречености. Законот прво ќе почне да се применува 1 година по донесувањето. Апсолутно нема никакви услови нема наведено за тоа кое лице може да биде лобист. Значи да се наведе какво образование треба да има, од која дејност потекнува лобистот, иако тоа во старото законско решение е решено да има високо образование и да е близко во дејноста за која лобира. Странски, физички и правни лица можат да вршат лобирање под услов да се регистрирани за лоби организации, односно лобисти, согласно овој закон. И забелешка, една од поголемите забелешки е како планираат да ги додадат овие надлежности на Државната комисија за спречување на корупцијата, да го води регистарот на лобисти и лоби организации со оглед на слабостите со кои се соочува комисијата во насока на недостаток на кадар, односно мал број на вработени лица. Се поставува прашањето дали ќе има измени во Законот за спречување на корупција и судирот на интереси и како тоа ќе се изведе. Се на се, ние како пратеничка група во прво читање ќе го поддржиме ова законско решение со оние забелешки кои што го рековме, дека сите овие недоречености во законот ќе мора да се интервенира и со суштински измени на законот, донесување на точни критериуми и насоки во кои би се движело лобирањето во Република Македонија, би го подобриле ова законско решение. Во прва фаза ќе го поддржиме, во зависност од комисиската расправа ќе одлучиме за понатамошното наше одлучување на овој закон. Ви благодарам.